Тројца млади спортисти загинаа во големата трагедија која се случи во дискотеката во Кочани. Македонскиот спорт остана без тројца млади играчи. Македонскиот фудбал е завиен во црно, ако загуби Андреј Лазаров, кој го носеше дресот на прволигашот Шкупи. 25-годишниот фудбалер во саботата го одигра последниот негов натпревар на мечот против Пелестер на Чаир, во игра влезе во 61-та минута. Фудбалерот од Кочани покори за Шкупи настапуваше за хрватските екипи Горица и Рудеш, настапуваше за Тиквеш од Кавадарци, Работнички и Металург. Клубовите од Македонија, но и од регионот, како и неговите колеги фудбалери се простуваат од Лазаров. За жал, во големата трагедија која се случи во Кочани, каде се запали дискотека, животот го загуби 18-годишниот голман Дамјан Таненски од Штип. Во оваа голема трагедија многу млади животи изгасна, а Таненски, кој беше голман, за жал еден од нив. Ни својата млада кариера која допрво треба да се развива и да го чува голот, настапуваше за Мал Ајакс од Штип, беше во младинските категории на Скопски Вардар, беше дел и од Брегалници и Китго од Пехчево. Во големата трагедија животот го загуби младиот кошаркар Петар Ивановски, кој настапуваше за кошаркарскиот клуб Баскет Дино од Кочани, информација која потврди самиот клуб. Ивановски беше најдобар играч на М14 турнирот, а својата кариера започнала на најмала возраст и важеше за голем талент пред кој допрва ќе се развиваше голема кариера. Во големата трагедија во Кочани загинаа 59 лица, а голем број на лица се хоспитализирани, дел од нив и во странство.